Време е пред 15 минути пред 8 часот да го реализираме и нашето утренско будење и од ова студено и сиво Скопје или од она кое што ми го кажува прогнозата -1 степен во моментот да се поврземе со топлата Австралија и да го испратиме поздраво до нашата денешна гостинка вака онлайн или во утринското будење, тоа е Светлана Јаневска која ни се вклучува токму од таму. Светле, добро утро. Или веќе во Австралија, добар ден. Така, јас ќе ве поздравам со добро утро, вас во студиото, сите гледачи на Телма телевизија и мојата убава Македонија. А добар ден за оние кои што нели не следат овде во Австралија. Да. Светле, се разбира дека она кое што на почетокот би го споменале, јас и на мојата генерална најава го кажав поводот на нашето вклучување, но најпрво би сакала ние се слушаме точно после една година, минатата година негде во декември месец, исто вака се поврзавме се со цел да ја објавиме и книгата која што ти ја напиши, ја посвети на твојата мајка, но јас на почеток само би сакала да прашам како е сега во Австралија или конкретно во местото каде што си ти, ќе не посетиш каде беше тоа, колку степени има во моментов, заради тоа што ние тука малку, нели, во овие зимски или минусни температури во Скопје се снаоѓаме или уживаме на некој начин, а во Австралија е лето, високи температури и веројатно одлична можност за малку повеќе престој на плажа. Па добро, да, меѓутоа Мелбурн како Мелбурн времето е променливо, 4 годишни времења и тогаш нели зборувавме за таа тема. Моментално во населбата во која што живеам е 27 степени. Значи, некое лето како лето, буквално како и да не осетивме оваа година. Имаше 2 дена за нашиот Божи кога температурата беше и 45 степени, каде што имаше и големи пожари во Викторија, меѓутоа еве некако температурите се променија и некако се стишија топлините. Што не значи дека нема да се промени. Да, променливо време и во Австралија, но се разбира сепак топло и пријатно. Она кое што е карактеристично за местото каде што си, се разбира и таа предизвикувачка 2025 која што ни измина. Во Австралија не е толку добри случувања или оние вести информации кои што ги слушаме барем ние, а тоа е законите и забраните, особено кога станува збор за социјалните мрежи и младите, па еве бидејќи токму те вклучуваме оттаму, веројатно во текст сето на кое што се случува, каква е атмосферата и ситуацијата и меѓу граѓаните, но и она кое што се коментира во медиумите? Па добро, секој е со индивидуален коментар и став, меѓутоа до никаде тие мерки превземени за интернет и за медија, мислам дека се сосема коректни и во ред, дека сепак треба да има некаков увид или рестрикции до каде што секој може да го користи, да ја користи било која апликација на интернет, особено за помладите, каде што навистина треба многу и да се зборува и да се обрне внимание што е коректно, а што не и која информација допира до нив. Еве сега гледам пак е вас, актуелно е кај во Скопје, нели, Safe City, што овде веќе тоа функционира со години. Така да сите тие измени кои што се случуваат и кај вас во Македонија и овде, мислам дека до некаде се во ред и би требало да постојат некои ограничувања за некои работи. Така е. Ете, јас накратко со оние прашања кои што те не интересираат и верувам и нашите гледачи, со оглед на тоа што ете те вклучуваме и оттаму, но се разбира ние имаме повод за овој наш разговор и она кое што го споменав, подарок од тебе за нашите гледачи, оние кои што во следните минути на нашиот телефонски број ќе се јават и ги остават своите податоци, а ќе сакаат да добијат книгата која што е напишана од тебе, се разбира, како што споменав, посветена на твојата сега веќе покојна мајка, кратко патување низ животот од твој аспект, односно согледување всушност на реалноста која што ни ја носи, преку спомени кои што ги споделуваш описно и сликовито, се доловува и мајката како пример за безвремена и безусловна љубов. И уште еден повод во овој месец или месец јануари,
кој што е посветен за подигнување на свеста за борбата против ракот на матка. И токму затоа во една таква целина ете и одличен повод за ваков подарок, па и за сите оние кои што ќе сакаат да ја прочитаат Летот на мојата голабица. Па ајде да се навратиме малку наназад во времето, нели се разбира оние искушенија кои што не ги носи животот, за жал и нели судбината, но сепак сета таа тага, сите чувства и емоции пренесени на хартија, што верувам за тебе колку што беше тешко, толку и беше лесно од аспект на тоа што ти си и поранешен новинар. Да, како што рече, чувствата и емоциите тоа не прават нас како една личност, како една целина која што си ги носиме во себе и секој од нас различно и ги искажува и ги доживува. И сега животот секогаш се состои од убави нешта и од помалку убави нешта, подеми и падови, како што велиме. Мојата приказна или нашата приказна, која што започнува со дијагнозата карцином на грлото на матката или рак на грлото на матката, дијагностициран кај мајка ми, целиот тој некој пат и доаѓање до самото простување, нели, физичко од овој свет со неа, ме натера да ја споделам приказната, бидејќи знам дека не е само моја и не е само единствена на овој свет. Постојат многу разни приказни, секоја боли, без разлика дали станува збор за изгубено чедо или мајка прерано или некој близок од фамилијата. Секоја болест бара да си присутен, да можеш да помогнеш колку што можеш, бидејќи борбата не е само на тој што ја има таа болест и таа дијагноза, туку е на целото семејство, на поширокиот круг на пријатели. И понекогаш многу е полесно кога таа болка или тоа искушение кое што се поминува во моментот ќе го споделиме со луѓето околу нас, надевајќи сите на некаков совет, на некоја потпора, бидејќи без оглед на непријатната ситуација во која што ќе се најдете, животот мора да продолжи за оние кои што ги имат околу себе, кои што ве сакаат. И борбата, љубовта и сето она што го носиме во нас треба едноставно да продолжи да не движи понатака во животот, да раскажуваме, да помагаме каде што можеме, доколку некој се пронајде во слична или иста ситуација. Да, токму така убаво кажано, Летот на мојата голабица вистинска приказна за една безвременна љубов и она на кое што се сеќавам и го паметам од минатата година, една одлична или успешна промоција на оваа книга, каде што навистина беа присутни поголем дел од јавните личности, оние кои што меѓу другото и јавно говорат и учествуваат во подигнувањето на свеста против оваа болест и повеќе јавни личности кои што некако споделува делови од самата книга или она кое што ти го пренесуваш, а се разбира тамо беше и твоето вклучување повторно директно од Австралија. И после една година што може да кажеме или впечатоците во однос на интересот на тоа кои се коментарите најчести од оние кои ја прочитале книгата, но и за твојот удел се разбира кој што го имаш и во здруженијата токму таму. Така, книгата значи ја доживеа својата промоција во Скопје, на што јас сум премногу благодарна на сите кои што земавте учество, кои што несебично, хуманитарно, со полно срце, љубов и поддршка го донесовте секој мој пишан збор. Благодарение и до Златан Зап и Марија и Владо. Сето тоа се оствари таму, меѓутоа овде во Мелбурн имаше форум за женското здравје, па така заедно ја промовиравме и книгата говорејќи токму за женското здравје. И тој форум беше посетен и поддржан од австралиската влада, каде што оваа година повторно ќе биде истото, ќе говориме малку погласно за женското здравје, за едукација, навремени прегледи, што се може да се искористи во текот на животот за да се спречи пред се дијагнозата рак на грлото на матка, а доколку се дијагностицира, што понатака и со кои ресурси може луѓето да се послужат за да ја добијат потребната поддршка. Така е. За оние кои што ќе сакаат да ја имаат оваа книга, каде се наоѓа и каде може да се добие, поточно да се купи? Моментално, значи, е достапна во електронска форма на aurum.store и во Клуб Матица.
и моментално е на попуст, бидејќи нели како што кажа и ти, јануари е месецот за подигање свест за грлото на матката, па доколку можеме да додадеме капка во морето за нашето здравје, за било кој околу нас, мислам дека ќе ја направиме и вистинската работа. Така е. И со тоа заедно ја испраќаме пораката, се разбира и малку и повеќе и поотворено да се зборува, но на кое што е најважно, превенцијата и редовните прегледи и секогаш во консултација со оние кои што се стручни за тоа. Верувам дека во Австралија со тамошниот здравствен систем, дали и повеќе се говори во однос на кампањи и какви се, ако зборуваме за тој пристап во однос на прегледи, достапност, колку е тоа поразлично од кај нас? Можеме ли кратко нешто такво да споделиме? Па добро, овде се говори, меѓутоа како да речам, па повторно мислењата се поделени. Овде на пример слушам и кај нас дека вакцинацијата за ХПВ вирусот се понудува, овде тоа функционира и кај машките и кај женските. Мислам и кај момчињата и кај девојчињата во помладите години. Се зборува некако поотворено за сите предизвици и за како се доаѓа до самата диагноза, бидејќи сепак не е таа генетска, таа е ХПВ вирусот е најчест причинител за овој тип на рак. Меѓутоа, да, Австралија има многу невладени организации кои што се трудат, се обидуваат да едуцираат и постигнуваат резултати, барам така велат статистиките до сега, кои што можам да ги најдам на интернет. Благодарам, Светле, за денешното утринско вклучување во нашето утринско будење. Ивановска Аница и Весна Славковска се добитничките на овие две книги кои што ги оставија податоците во режија и се јавија во овие минути. Верувам дека ќе некако допре веројатно емотивно до нив и оваа содржина, како и до сите тие кои што ќе ја прочитаат и ќе уживаат во незината содржина, а со тоа и ќе се пренесе пораката која што е нели и главна во самата книга. Посакувам убав ден и верувам дека во следна прилика повторно, иако на далечина, благодарение на технологијата, ќе можеме да се поврземе, но зошто да не да се видиме и кога ќе дојдеш во Скопје. Така, ви благодарам за вашето време, поздрав до сите. Се надевам, како што кажете, дека ете малку повеќе и понатаму ќе се говори, не само во еден месец, меѓутоа почесто, повеќе, како што се зборува и за ракот на градата. Ви го посакувам секое добро, успешна и плодна нека ни е новата 2026 година. Добро здравје и се најубаво. Се најубаво, многу успехи и се разбира убави и денови од летото во Австралија, но и она кое што меѓу другото е визија за оваа нова 2026.